бидејќи беше самозалюбен, самбендисан. Во него беше се влюбила и убавата нимфа Ехо. Ја одзеде моќта на расудување. Тоест, Ехо веќе не можеше мислите да си ги изразува, туку само можеше да го повторува тоа што ќе го чуеше. Така што до ден денеска остана тоа, кој ќе речеме ехо, тоа што ќе се чуе да се повтори. Еднаш Нарцис поставуваше стапици за Елени, а Ехо го следеше од зад дрвјата. Личност, Нарцис пак не одговори на љубовта и таа личност си го одзеде животот на прагот од домот на Нарцис. Тогаш се налути божицата Артемида и реши да го казни Нарциса, со тоа што го натера да се влюби самиот во себе си. Казната се исполни. Прометеј си остана да виси на кавкадските карти. Секој ден доаѓаше еден орел и му го колваше джигерот. Дење му го колваше, ноќе пак му зарастуваше. И така со години. Се дури не се појави најголемиот јунак Херакле и не го уби орелот